Драги мои, добре дојавте во уште едно издание на Ништо лично. Знаете веќе местото каде што звездите широко отвораат душа. Или барем ние се обидуваме да го сториме тоа. Да им отвориме душата и да ги натераме да го кажат се тоа што им лежи на срце, што никаде нигде не го кажале или се знае за нив, ама не сакаат отворено да зборуваат, да го потврдиме или демантираме пак она што за нив другите го кажуваат, пишуваат, го шушкаат по естрадните кулари, не само по естрадните, зашто во Ништо лично ќе слушнете многу работи или ќе слушнете нешта каде што ништо слично нема да слушнете на ниту едно друго место. А звездите широко појасни, што би рекле, од естрадата до политиката. Денес имам една вистинска естрадна звезда и тоа интернационална. Македонец со француски шлиф или шмек, како повеќе сакате. Човекот кој има македонско име и презиме, ама има интернационален прекар. Во суштина рапер или трапер ќе зборуваме за тоа, не знам која е разликата, ама во пишувањето има едно Т, а во музицирањето, тоа е веќе приказна за која ќе имате можност да слушнете. Потекнува од нашите краишта, беровско велешка, како се вели, сорта, која ќе се отисне во Европа или во светот, ако повеќе сакате, заради тоа што Париз е навистина светска метропола. Таму живе и работи последниве години, а од 1900 или поточно од 2020-та се враќа во Македонија за да почне да прави сериозна музичка кариера. Првите 3 песни или трилогијата излегува токму на овие простори, како рап верзии, или ако сакате поп рап, заедно со неговите видеоспотови кои се повеќе од провокативни. Подоста излегува неговиот прв албум, па домашната сцена сериозно ќе што се вели за скокотка, или барем оние кои се во истата бранша, за од можна соработка и пријателство, за сето тоа да прерасне во своевидна конкуренција за чинета со љубомора. Ама ќе зборуваме и за тоа, а сега сакам да ви го представам човекот кој кон крајот на минатата година го промовираше својот втор албум токму во Македонија, насловен Евровизија, иако на Евровизија никогаш нити бил, а не знам и дали сака да биде. Ако кажам Ванчо Пашалиски, им значи само на најблиските и пријателите кои го знаат. Ако кажам Старбој, во светот на трап или рап музиката во Македонија, а бога ми и во соседството е веќе поразлично. Го знаат. Затоа директно од Париз во Скопје и Ништо лично, Старбој. Добре ни дојде, добро ве најдов. Добро не најде, што се вели. Добре ни дојде, добро не најде. Да. Фала ти за најавата. Или Старбој. Спектакуларно беше. Кажи ми, од каде прекарот? Кој ти го даде прекарот? Или као Џони Штулич, дојдов во голем град и морав да се дадам надимак. Па јас си го дав прекарот сам. Тоа. Затоа што сматрам дека универзумот пратил јака порака со моето раѓање. Роден сум на 23.11. И датумот ти означува 4 единици. И онака си ја знам мисијата зашо сум тука, онака уживам у процесот до тоа што го правам. Кец, а? Да, 4 единици. Тоа е датумот. Так. 23.11. Старбој, кажи ми, дојде ли време веќе се чувствуваш како звезда или звезда си од старт? Па знаеш како, си се чувствувам како звезда, али се чувствувам исто како сите нормални луѓе, значи не сакам онаа да претерувам и нормален сакам да бидам, не сакам луѓето да ме гледаат како некој што е дигнат или некој што не е достапен за сите нормални луѓе, значи се понашам тотално нормално, можам да бидам со секој еден добар човек и нормален, да бидам пријател, да седнам, да се видам, да пијам кафе и така натаму. Значи за публиката Старбој, за пријателите Ванчо се уште. Да. Кој како сака, едноставно, кој како ме прифатил, некој на професионален план, некој на приватен, не ми смета, со тие што се дружам ме знаат. Едно време Џони Стар беше, така ли? Да, тоа беше од почетокот и после го сменив за тоа што Старбој ми беше онака по-прикладно, да. Так. Кажи ми, кога почувствува дека имаш дарба за занимавање со музика и одма ли беше овој жанр во прашање или некои други стилови, па се бараше себе за да дојдеш до ова што денес го правиш? Па види, прв пат е
со некои 12 години имам пробано да снимам рап музика у Велес. Значи директ драйв рап. Да, директ драйв рап, затоа што цел живот слушам рап, сум фан на рап музика и странска и домашна, и имам цртано и графити порано и онака ја сакам таа улична култура. Кажи ми, добро, се обидуваше ли пред да заминеш надвор од Македонија да направиш нешто овде, да тргнат работите, или немаше такви обиди? Зборувам за оние попрофесионалните, осим пеење во купатило под туш и тие. Да. Па види, искрено не, затоа што со 12 години кога првпат снимив песна и тоаш направив неколку песни, тоа не беше се уште онака професионално, да кажам, знаеш. Не беше зрело. Беше као хоби, сакав да го правам, а после не продолжив ради не знам икс причини, некои други работи правев, и дури у Франција кога отидов со мои 20 години, таму запознав некои луѓе. Кога се појавив пак у студио да снимам, после не знам 7-8 години пауза, сватив дека ја обожавам да сум таму и дека тоа е тоа што го сакам да го правам. Велиш Франција. Зошто токму Франција и пред се зошто мораше да напуштиш Македонија, да како сите млади луѓе што си го бараат своето место под сонцето? Немаше работа во Велес, опасност да не леташ у Франкфурт мафија или како? Види, има поише фактори, затоа што знаеме кај нас како е тешко се живеело и сите сме се бореле за нешто поише да направиме. И највише ради неправда, ја не сакам неправди и сето тоа ми иритира, знаеш, тој систем у кој што сме живееле и те буткал кон маргината, знаеш, да бидеш нешто што не си, усвари немаш простор да го покажеш твојот стварен капацитет и кој си ти за да бидеш. Знаеш, кај нас некако не се цени нити ако си талентиран, нити ако си добар, нити ако си... Ако си добар им пречиш на другите. Да, нормално, гледаат да те скинат. Така. И тоа беше причината за заминување. Така? Па, тоа беа главните причини. Исто сум имал бурен живот, онака не сум сакал да завршам славно, сум сакал нешто да направам од себе и сум имал некоја визија. Знаев дека заслужувам многу повеќе и ме влечело, знаеш, да видам како живее светот надвор од Македонија, каква култура има, како јадење, како се дружат, каков дух имаат. И Франција, например, ми се свигаше многу кога отидов прв пат. Обично од Германија, Швајцарија, Шведска, помалку Франција, Македонија. Да. Па види, мене ми е некако Франција у срцево ми остана, уште од прв пат кога отидов у Париз, се заљубив у тој град, колку е онаа метропола од секој аспект на зборот, значи и преак дух има, луѓето тамо, културата, јадењето, кујната, значи све перфектно, не сега дека живеам таму, за мојот вкус е тоа што ја го сакам и затоа сум се одлучил да 10 години веќе живеам таму. Постоеше опасност овде да се живее брзо и кратко во некои води. Да, живи брзо, умри млад, како и кажат. Така. Да, постоеле опасности секако. Сме биле млади и луди, сме правеле многу грешки. Фала му на Бога што сме живи и здрави денеска и што ете добар пример сме после се. Fast and Furious, да. Така ли? Добро, велиш совршена е Франција или многу тоа има. Иако знаеме дека и она што гледаме и по телевизија, дека и таму Париз не е Париз одамна тоа што бил, ниту Франција одамна што била, и таму се случуваат некои поинакви промени од разни бунтови, протести, не знам, од како се вели тоа, жолти, зелени, елеци, портокалови, какви беа веќе. Да. Мислам, секаде го има тоа, светот се менува драстично и секаде има и промени, и знаеш, има и добри страни и лоши страни. Али сепак мене што ми се свига у Франција и Париз е дека системот им функционира добро, респектиран си као човек, кај да отидеш ти викаат добар ден господине, добро утро, фала, пријатно, некоја општа култура, чак и без да ти сгрешат нешто, знаат да ти се извинат и да ти испочитуваат, што укажува дека се многу
на повисок левел и со емпатија и со морал и со многу цивилизацијско ниво, што би рекол. Да, не сите, не конкретизирам, не сите, нормално има исклучоци као сегде. Има многу имигранти, има многу као сегде, али знаеш, луѓето што идат таму го прифаќаат тоа, пошто си таму околу луѓе и знаеш ако се понашаш као чудак, ќе сите ќе те гледаат онака. Ќе те отфрлиш средина. Да, буквално. Значи кога ќе дојдеш во Франција мора као француз да се однесеш. Не као француз, можеш ти да си аутентичен, да си го задржиш тоа твоето. Али да почитуваш таму, сепак живееш у нивниот свет, у нивниот систем, мораш да се прилагодиш, да зборуваш јазик, да си, знаеш, да не те гледаат страно кај што ќе се појавиш. Ако направиш нешто што не треба? Па, ако направиш нешто што не треба, као сите земји, у полиција, по затвор. Кога сме кај полицијата и затворот, ај сега да погледнеме еден прилог, да видиме зошто тоа полицијата и таму е иста како овде, можеби и построга и тренира строгост, и да видиме дали е оправдано или неоправдано. Може ли да го погледнеме па ќе го коментираме? Може, ајде да видам што се спремили. На македонскиот рап артист француската полиција му се намерачила да провери дали е француски гангстер или македонски рапер. Францускиот македонец Старбој приведен во Париз. Македонскиот рап артист кој се крие за уметничкиот прекар Старбој деновиве беше приведен во Париз. За оние што не знаат, тој последниве години живее и работи во француската престолнина, каде меѓу другото се занимава и со диџејство и креирање на сопствена музика. Но францускиот македонец, како што самиот ќе изјави, од нигде никаде среде бел ден беше сопрен и приведен од француските полицајци. Причината навидум сосема безаздена и наивна, па дури и смешна. Имено, Старбој немал француска возачка дозвола, поточно лиценца за управување со моторно возило, туку и таму користел македонска возачка, која пак му е сосема исправна и валидна. Арно, ама, ете, француските джандари не гледаат така на тие работи, туку си тераат според нивните закони. Ако сакаш да бидеш македонски француз, не ќе можеш да си дозволиш таков луксус, да возиш со возачка од матичната држава, туку ќе мораш да извадиш и француска. Но тоа секако не е се, зашто тука проблемот не престанува, туку од еден друг проблем настанува. Имено, полицајците откако убаво го скенирале раперот, им се видел сомнителен и по друга основа па почнале да му ги прегледуваат и бројните тетоважи по рацете и телото. Наводно се посомневале да не припаѓа на некоја крими банда од француското подземје, чии членови со посебни знаци си го обележуваат телото. Скенирањето потрајало малку подолго, а секоја од тетоважите детално била прегледана, скенирана и споредена со датотеката во полицискиот компјутер. Се анализирала секоја шарка, секој символ или испишан збор, истетовиран на француски, македонски или на некој сленг, за да проверат дали Старбој не припаѓа можеби на некој француски генг. Среќа, не му ги отворили Инстаграм фотографиите или видеата, зашто во некој од нив Старбој наликува на генгбој, ама само за потребите на неговата музика во спотовите. Откако утврдили, конечно се увериле дека францускиот македонец не е француски гангстер, туку македонски рапер, Старбој бил ослободен, а возилото му било вратено назад. Што било, како било и кој К име на француските джандари, раперот подетално ќе објасни и тоа од прва рака за сите детали поединачно во Интерток шоуто Ништо лично. Па Старбој, кој име на француските джандари да те апсат без причина? Па не знам ни ја искрено, 2 пати ме апсеа во рок од 2 месеци и онака баш беше спектакуларно, можам да кажам. Со рацете на вако, со рацете, со пиштоли, со претреси, со сирени ме носеа во станица као да сум некој, не знам, наркобос. Возачката беше причината само? Да, возачката беше причината. Вториот пат, тоест првиот пат додуша ја бев крив. Направи прекршок? Не направив прекршок, ама ме застана, имаше една журка, работевме као диџеј бев и после журката имав пиено малце алкохол, ме застана и јас им излегов од кола да ги прашам као зошто ме застанале и они се уплашија тука кога ме видоа, ми извадија пиштоли, мислеа
сакам нешто да им се Да се- спортиставам, знаеш. Да се пресметате. Да, и ме однесоа у станица, значи бев некои 14 сати таму затворен, додека не знаеш, додека не се исчистив од алкохол, значи дував едно 5 пати и ми даваа да дувам. Ми вика джандарот 0-0 додека не дувнеш, не те пуштам од тука и морав да седам до крај. Да се ветрееш овие. Да, до крај, значи. Добро, вториот пат возачката, зошто не ја смени? Знаеш дека се прописите таму така? Па, знам дека се така, ама ете, уште ја немам сменето, не знам. До сега не сум имал проблем, пошто живеев и у Лондон исто и имам две коли, значи едната ми англиска, едната француска, имам и француски и англиски документи. Сум минали граници и со кола патувам нонстоп, не сум имал никаде проблем. И сега мислам дека нешто имаат малце затегнато, некои со нови закони ради мигранти, ради напади, ради сите тие работи и поише контролираат и поише обраќаат внимание на некои такви работи. Сега ќе мора да ја сменам. Така. Види, ќе мора, иначе следниот пат нема те пуштат. Да. А кажи ми, што е со тетоважите? Така, директно скенираат, споредуваат со имиња Па тетоважите на банди? убави, многу им се видува и вика ајде да им правиме фотосесија. И ја викам, ајде нема проблем, знаеш, почнаа да ме По цело сликаат. тело, не те соблекува? По цело тело ме соблекува. Пиштол? Да. Не, пиштол, погаки. Така да. И почна да ме слика и една женска ме сликаше и ми вика, ти многу убаво позираш као, па викам, мене ми е тоа професија, викам, ја ностоп правам фотосесии, знаеш. Па као, со што се бавиш? Па викам, со музика, со шоу бизнис правам. Ќе направиме Рам, продолжение Старбој ќари женска полициска станица. Да. И после, знаеш, омекна, онака спрема мене имаше, онака малце имаше фори и се Им покажа зафркававме. спотои, гледа. Не, спото и не им покажав, ама малце ја ги зафркав на мој начин, онака, Так. знаеш, пошто бев со научари кога ме приведоа. Така. И кога ме сликаше, викам, сакаш со научари или без? И она ми вика, мора едни со, една без. Да. Устање како што свете доеле и оригинално стање. И јас си викам тука, викам, добро, ајде, значи две слики идеме од сите, на тие без научари ќе се смеам, а на тие со научари ќе бидам сериозен, па викам, по потреба ќе ги гледате тие што ви требаат тука. И ми викам, многу си духовит, као. Многу вицкаст момче. Да, многу си вицкас. И онака се нашаливме, знаеш, полицајцов ми вика, зашто се смееш? Вика, чудно е, знаеш, некој што го приведуваме да се смее. И ја му викам, па, зашто да не се смеам? Викам, не ми е прв пат да ме приведувате, викам, и немам некој сериозно дело направено за да сум сериозен и да Немам сум досие обучен. криминално. Да, и он ми вика, ја му викам, а па зашто ти не се смееш? Па ми вика, јас сум професионалец, па викам, имаш право да се смееш ако си професионалец, никој не ти забранува, така? Така. И тука се опуштија, малце почнаа да се смеат. Млада ли беше полицајката? Млади беа, млада беше Добро. полицајката и джендарите и се опуштија, онака фини беа. Станицата ја знаеш, се можеш и адреса да разбереш. Да. Поише станици, знам, пошто ме приведувале поише пати. Добро. Кога сме кај полицијата и проблемите со полицијата, за оние што не знаат, а знаат, веројатно, оние кои се од блиското семејство секако, ама и блиски пријатели, дека Старбој, односно Ванчо Пашалиски, е всушност синот на далеку познатиот Беровски Рамбо. Сега помладата генерација веројатно ништо не изначи Рамбо као Рамбо филмот, ама Македонија имаше свој Рамбо. Огледам токму во таткото на Старбој, Славчо Пашалиски, така ли беше? Да. Човекот кој заради проблемите со полицијата и во свое време и заради неможењето, веројатно е карактерна особина, како и Старбој или Старбој на него, да не трпи неправди кои му беа наметнати и со сила се обидуваа да го претворат и направат во нешто што не сакал да биде, а тоа не сакал да биде полициски кодош, за да ги кодиши сограѓаните, со селаните кои да му кажува на полицискиот началник кој што направил, зашто направил, за да биде лабав, само за да не го малтретира, или можеби за понудени пари кои тој ги одбил. На крај самиот станува жртва на едно такво насилство, кое не ќе може да го поднесе и ќе се, како се вели тоа, ќе избега, ќе се оттргне во Беровските, односно Малешевските планини, за власт, односно тогашната полиција и тој началник да изфабрикуваат афера дека се обидел да
употреби оружје против нив, иако имал оружје, но никогаш не било свртена цевката кон нив. Таа е приказната која може да најдете и на YouTube, ја има ли така ли е, така ли е, Ванчо? Можеш ли да ми кажеш, се сеќаваш, за жал, твојот татко е покоен, веќе колку 5-6 години? Да, така ли е? од 2019. 2019. Ти беше малечок, беше дете, така ли беше? Но ја имав 26 години кога татко ми загина. Не, зборувам кога се случува Кога овие работи. случката, да, јас сум бил бебе, сум бил, Так, не знам, многу малечок, 8-9 но- месеци. Так, но ти ја кажувале случката и тие и самиот тој веројатно и фамилијата и семејството. Ај кажи ми во неколку реченици, ја те објасни од Да, поблиску. па види, Да, да до скратиме, воле, пошто така, стварно е дуга, огромна приказна. Океј. Татко ми никад не сакал за тоа да зборува и да ми каже, затоа што него му било тоа некоја болна тема, Так. пошто Траума. бил стварно поминал кроз многу и трауми и се што му приредиле таа цела комплетна хајка и тој процес го променуваат за секогаш како човек. Неправда му е направена. Да, во да, секој голема неправда и со таа неправда си живееше цел живот после тоа. Така. Колку дена беше? Месеци беа упрашање или деној? Како беше бегството во планина кој го... Бегството трае 6 месеци. Така? Да, целиот процес. Се обидуваат да го најдат, никако не успеваат. Така Да, ли? па он се крие Баш вешто. како Рамбо во филмот Да, Рамбо, да, затоа да, е да. И на насловен Беровски од На Рамбо. документарецот го има он со Калашников и со коњ у планина и се крие секој ден, секоја... Преживува јадејќи Да, шумски преживува, плодови, не знам. од природата преживува, знаеш, пошто Така. тогаш му било страф и да земе, да јаде, пошто сакале да го убијат, да го отрујат, да... Да, било многу, знаеш, била сериозна таа закана по Особено неговиот за живот. тоа време, тоа е времето да. на бивша Југославија, така ли? Па тогаш било крајот на Југославија, почетокот на независна Македонија, али системот се уште бил тој комунистички стар режим систем. И знаеш, ако не си бил послушен, ако си сакал да се правиш мангуп, сакале да те тргнат одма. А татко ми бил онака, не бил лош човек, бил добар човек, го сакале и луѓе и Но не бил ни криминалец. не бил криминалец, не, бил народен човек, али ете за тоа што не сакал да биде шпион за полиција, му фабрикуваат дела, го ставаат поише пати у затвор, едно друго и на крајот командирот сакал и дури да го убие, он за тоа бега, уствари тоа бегство е као спас за живот. Да. Со Калашников или ќе убијам или ќе ме убијат. За да не биде ликвидиран. Да, бегство за правда е уствари тоа. Така. На крајот приказната завршува сепак со хепи енд, иако велиш дека лузните цел живот ги носи во себе, во душата, не оние физичките, туку оние психичките, Да. дека тоа му се случило, но крајот е таков што прифаќа да се предаде, тогаш е, ако добро паметам, министер за внатрешни работи за полиција е покојниот Јордан Мјалков. Да, Јордан Мјалков е Така, точно, таткото на Мјалкови, така ли? Му ветува дека ќе се предаде ако има правда и праведно судење. Да, така е. Му ветуваат дека е така и се предава. Влегува кај Мјалков во канцеларија, токму со пиштол и Калашников во раката, така ли е? Не, само со Калашников, Само со немал Калашников. пиштол, да, само со Со Калашников. Калашников го остава на масата и вели јас дојдов. Да, мислам, сега ова е малце филмски, али правилно е, бил се предал, со полиција бил однесен таму, али бил разоружен таму пред министерот и биле извадени куршумите од Калашниковот и виделе дека нема уствари пукано и дека немал никаков обид за Да убие некого. за убие некого, да, и сето тоа било, знаеш, прифатено од аспект да му се суди праведно. Така. И тогаш било слободен од вината, но после со смртта на Јордан Мјалков делото е обновено и пак е осуден и лежи во затвор во Охрид. Така. Но Мјалков го пречекува со шише виски и 2 чаши. Да. Седнуваат, наздравуваат, разговараат и потоа доаѓа процесот на судење, велиш било слободен, но при повторниот процес колку лежеше паметиш, ти не паметиш? Па 4 години. Ја бев малечок, али Да, знам, пошто така. ми кажувала мајка ми, Да. роднините мои, така. Тоа е тоа. Имаше ли ти или целото семејство последици заради тоа, како ти растеше, како се развиваа години? Беше ли обележан на некој начин
Тој лично и ти и целото семејство. Да, нормално. И до ден денеска сум обележен. Јас сум обележен како син на Рамбо и како некој што е, знаеш, некој што прави лошо, ако некој друг му го наметнал, тој, знаеш, и прекар, и, знаеш, го нарекувале и убиец, и секаков, а уствари не било ништо од тоа така. И нормално дека сме имале последици како фамилија, јас како син сум бил обележен и сум бил секогаш викале на Рамбо син му е и он некако него прави проблеми, не е добар, не е ова, али ето јас пробувам да се справам со тоа и да им докажам дека не сме ние. Беше ли тоа една од причините што неподносливо беше да се живее повеќе и во Македонија? Па, може да се каже, Мораше да замениш, така? Може да се каже. Не е само тоа, јас сакав подобар живот, значи сакав да пробам да видам како е надвор да се живее, пошто кај нас знаеме нема стандард, нема добри плати, тешко е, мораш да имаш врски, мораш да имаш пријатели у политика. Ние никад не сме биле политички, да речеме, обележени или ориентирани. Сме биле симпатизери на одредени политички партии, или не сме биле толку, знаеш, членови да пратим. Знаеш, сме имале секад некое свое мислење, знаеш, не сме дозволувале нити да не оценуваат, нити да некој да те присилува на нешто да бидеш. Сепак сматрам дека треба да имаш слободна волја и да се изразуваш и да бидеш за кој сакаш да бидеш ти. Така. Ај кога сме кај тоа, сега имаш ли право на глас во Франција? Гласаш ли? Да, имам. Гласаш? Па имам гласано 2 пати. За Марин Ле Пен или? Не, за македонските избори гласува, за француските не. За француските немам право, пошто само со националност можеш да гласаш, тие што имаат пасош, јас се уште немам, се надам дека ќе го извадам за брзо. И ако би имал право на глас, може би гласал, али не пратам толку политика да знаеш да знам сега. Не ме интересира, искрено јас не сум фан и поддржувач на политичари. Јас сум критичар, артист сум и сматрам дека сите уметници, артисти треба да бидат критички насторени према системот, така. Да, према политичарите, затоа што и најдобриот политичар сепак прави грешки и може да биде подобар. И не треба ние да му аплаудираме. Он е избран тука за да ние да го критикуваме и да прави добро за народот. Така јас размислувам. Така. Ајде се вратиме на музиката. Кога почна да пееш, почна на француски, на македонски, на српски, сакаше да пробаш одма во регионот или како? Да, имав неколку песни на српски и на македонски извадив, али онака сакав да се пробам да видам како ќе реагира и публика, можеби затоа што имам пријатели у Париз што се југословени, срби, хрвати, босанци. Од бившите републики. Да, и затоа што и ден денеска сматрам дека нема ништо лошо у тоа ако правиш музика, не знам, на српски или на македонски или окей, јас сега правам на македонски, мене ми е мајчин јазик, али не сум ограничен, можам на француски не права? И имам и на француски правено, само што ги немам уште објавено песните, иначе имам соработки со французи. Се уште може не дошло момент или како викаат voulez-vous албум? Да, voulez-vous албум, да. Vous parlez très bien français, monsieur. Non. Добро, 2020 беше таа година кога дојде во Македонија решен да првите 3 траки ги презентираш и направиш. Тоа беше некое време пред нова година, ако не се лажам, пред 2021. Да, и добро помина. 3 песни, 3 видео спота, во нив и некои познати ликови како во мотоспорт, например, Идже беше и Кристина Димитри, така ли? Не беше Идже, требаше да биде Идже, јас со него разговарав. Или само Кристина Димитри? Со него разговарав. Кристина Димитри, да, она беше у 2 мои спота, тоа уште беше манекенка, не беше пробиена како пејачка, да. И она беше у 2 спота, али имаше и, например, Бомбакис беше познат инфлуенсер тука од Скопје, беше у спот. Што се случи со Идже? Знам дека во мотоспорт оно што е со... Да, па јас сакав, пошто да ти ја довам приказната. Јас со татко ми порано се тркавме, идевме по трки со џипови, си правевме наши џипови, значи за трки специјални, идевме, се имаме тркано по градови овака низ Македонија. И ја така сум израсна, знаеш, од тој адреналин, и си имам и ја тркано, имаме дома медали, татко ми има исто медали освојувано.
и некако тоа ми лежи и ден денеска, знаеш, при срце го сакам тој адреналин и офроуд и коли, мотори, значи тоа ми е у крвта, што ви кажат. Ама Иџе беше зафатен пред Иџе беше, му предложив јас во спот, имаше некоја прича и после мислам дека ради спонзори што има, ради спонзорство едно друго, ми рече као дека не може, ама сепак јас сум окей со тоа, знаеш. Ја го почитам него како спортист и како сега пак е он најголема глава и најголем шампион у Македонија за мотоспорт. И сепак он си гледа неговиот бизнис, знаеш, ако не му одговара ради спонзори или било што, тоа е негов избор. Спонзорите во договорите веројатно имаат забрани за појавување. Да, нормално, али сепак она културно ми одговори, ја и сега пред некое време му пишав, пошто шампионатот е моментално почнат, у Франција имаше трка и гледав дека баш лоша трка беше, имаше објавено видео. Сакав да одам да го гледам, мене ми е мерак да го поддржам како македонец, пошто е, знаеш, мала земја сме, а имаме таква легенда у мотоспортот. Така. Задоволен ли си како поминаа тие песни, воопшто тој прв албум како помина тогаш? Па можам да кажам дека сум задоволен, али можеше сепак подобро да биде. Малку бев онака изигран и преварен од некои мои колеги што правевме соработки, али на некој начин сега од друг аспект да го гледам тоа и си викам фала што, знаеш, што така ми се десило, за да ми се отворат очите и да сватам дека треба на себе да си верувам поише, а не на други луѓе што се фактори у музиката или било што. Така. Да. Добро, ај кога веќе ја начнавме таа тема, ти ветија некои продукциски куќи и некои луѓе кои беа популарни тогаш тука, дека можат да станеш дел од нивното јато, од нивниот тим и работите тргнаа добро. Колку ти учествува во продукциски, не знам, финансиски, спонзорски, со друг тип на медиумска поддршка и така натаму, или све остана само на ај важи ти дојди па ние ќе видиме што правиме? Па све беше на празна прича, онака без подлога. Сите инвестиции беа твои? Да, сите инвестиции беа мои, испотоите беа со мои финанси спонзорирани, имав нормално помагачи и спонзори што ни дале. Тоа е друго, ама не те ги најдоа тие, не те ги тоа. Не, јас си ги најдов сам како и секогаш и ја тоа кога дојдов мислам дека ги поместив малце границите од тој аспект, пошто им покажав дека можеш, знаеш, да најдеш и луѓе и да те поддржаат и спонзори едно и друго и плюс гардеробата што има марката и некако од маркетиншки аспект беше нешто ново и нешто што до сега не беше видено, знаеш. И не знам, можеби они ради тие работи малце и како да ги фати страф од мене, како ај да не му даеме простор сега на дечко да не преши. Ај да видиме приказната, може ли? Низ прилог па ќе документираме до крај. Ајде да видиме што тоа било и како било. Македонските трап артисти беа во отворена војна. Најпрвин договориле соработка, па откако го искулирале, Старбој тврди дека 2 бона му ја украле песната. Старбој, следејќи ги приликите со сцената и музиката која изведува, стапува во контакт со членовите на дуото 2 бона, како едни од тогаш водечките изведувачи во правецот кој стана тренд не само во Македонија, туку и во регионот. Одговорот на 2 бона бил дека најпрвин Старбој мора да им испрати 6-7 своји песни за да ги преслушаат, па заеднички сите во продукцијата да одлучат дали е тоа за кај нив или не, што Старбој и го направил. Откако добива од нив само пофални зборови и комплименти, како сето тоа е супер, како е топ, дека може да соработуваат, да биде дел од трап кланот, го викаат во студио кај нив да се договорат за деталите и идните планови. Арно ама, како што обично бидува, кога треба да се финализираат деталите и договорот, се појавува ѓаволот кој лежи токму во деталите. Наеднаш, веќе ништо не е исто, почнува нешто да нештима, ја снемува почитта за почнување љубомората, стравото од конкуренцијата или нешто трето, кој знае.
Сакав промоција на целиот материјал. Ми викаат, окей, нема проблем, формираме моментално збир од најдобри артисти, така што те имаме во предвид, ја раскажува приказната Старбој. Им реков, нема проблем, но сакам да видам какви услови нудите, што добивам, а што губам ако се обврзам. После објавувањето на првата трака, ја објавивме и втората, Мед, но јас почувствував дека нешто има, како од ненадежда се изгуби респектот, онака, наеднаш без причина, вели Старбој. Стига на ред и третата трака, Моторспорт, ама работата е повлечи потегни, држ не дај, си викам, кај ме професионалноста на дечкиве, едно зборуваат, друго прават. Прво покажа интерес, респект, божем, топ е одлично, а после ништо. Тап. Ја продолжува приказната Старбој и вели дека почнува да ги брка за датум за промоција на целиот проект Infinity, но агонијата само се продлабочува. Почнуваат да ме мотаат дека не се тие одговорни, демек имаме тим кој одлучува. Преку ноќ се менува се одново. Откако тоа што е договорено, од него нема ништо. Пу, не важи, видов колку е саат, дека со кондоми имам работа, па си викам, не си троши време и живци. Си го постирав албумот на мојот канал и на дигиталните платформи. По изнесто време, ете ти го, Тонито од Два Бона ми пишува, тука си брат, на што јас му одговорам професионално и учтиво. Барај ме на мобилен или преку имејл, не сме веќе браќа за на Вибер. После 1 или 2 дена повторно на Вибер ми пишува, брат, вака да знаеш, еден исти бит имаме, или што би рекле, одеднаш имаме иста трака. И до ден денешен е така, тврди Старбој, алудирајќи на тоа дека наместо договорената соработка, Два Бона всуштост му ја позајмиле песната. Очигледна е љубомората и зависноста од самата моја појава како артист на сцената. Бум, спотови, јаки вести, портали, ТВ појавувања, албум, веб портали, гардероба, свој бренд. У Париж живее, има кеш, уникатен, знаете како се размислува. Да не му даваме многу просторот и може да не тоа е менталитетот, изјави тогаш Старбој, кој јавно им порача. Од такви примери како вас живеам во Париз и не планирам да се вратам никогаш. Музика правам од љубов, а не за пари, реален сум во неа, максимално и брутално искрен, знам, ви пречи. Ама тоа е. Ако се пронаоѓате, не е мој проблем. Не е ништо чудно што сцената ни е таква каква што е. И да, не ве мразам, супер музика правите, не можам да речам. Тоа што сте фейк е друго. Им порача Старбој на несудените соработници од Два Бона и екипата. Тоа е приказната. Па види, ја ова го имам забораено, сега ме подсети само онака, али сум го напишал од збор до збор све точно како што се деси, како што го чувствувам и до денеска. Така, има ли продолжение, може би, приказната? Дојде ли до некој контакт после тоа? Има ли до некакво, абе брат, не требаше вака, требаше онака? Не, немало таков контакт и сматрам дека не треба да има, ако некојаш има во иднина, може би зошто да не, ја не сум злопамтил нити па сум у тој фазон, али човечки да се извинат за тоа што го направија. Факт е дека популарноста тогашна до сегашна е Боки Шеширџија, каде и као далеку помала и, може да кажам, падната нивна. Нека не ми забележат, ама фактите се тие. Два Бона не се повеќе тоа што беа во не знам, жижата на популарноста, не дека не се добри, не направиле тоа што направиле, но веројатно дојдоа некои други деца и се сменија можеби времињата. Мислиш дека сега со новиот албум кој минатата година го промовираше, Евровизија се сега твоите 5 минути? Па мислам дека тек ќе дојдат. Не се уште дојдени со сите проекти сега што ги имам спремено и со спотови и со целиот концепт. Сори, албумот го извадив лани, ама оваа година сакам да го испромовирам со спотови и со онака едноставно да го оживам, да не му давам да се заборави, затоа што е стварно квалитетен албум и е иновативен и донесов некој пак нов звук
и успотовите што ги снимам и што ги имам спремено, пак ќе покажам кој е Старбој и зошто Старбој е уникатен и зошто Старбој е Старбој и зошто уживам у тој процес што го правам. Едноставно не ми се битни колку прегледи ќе има едно друго. Сега почиња да ме плаќа едноставно таа музика, што сум работел последните 6-7 години, ја сега почнувам да организирам некои журки како диџеј, што сум јас креатор, со пријатели, ети како артист да настапувам, сигурно ќе има прилика, више ме контактираат менаџери, али ќе видиме тоа со тек на времето. Така. Во меѓувреме меѓу двата албума имаше и соработка со артисти од нашиот источен сосед, колку и да ни се со Бугарија односите такви какви што се, музиката признава имиња и не познава граници веројатно. Бугарски артист, имавте заедничка песна, сте ли во контакт? Да, сме у контакт и артистот, ќе го поздравам, Душков 24 беше и на новиот албум ми е исто гост. Так. Со него сме у добра комуникација, у добар однос, супер дечко е, значи се почитуваме. Мислам дека не треба да гледаме баш артистите, треба да дадат поттик дека треба да ги заборавиме тие работи, да се знае, ние сме македонци, они се бугари. Ја така сум се чувствувал таму и ме почитувале заради тоа кој што сум и ја исто нив и само респект. Так, некоја тезга по Бугарија има ли на виду? Па нема сега, за сега имав некој контакт со една продукција која што сакаа да ме промовираат, па ќе видиме, јас сум заинтересиран, зашто не, Бугарија има интересен пазар, имаат квалитетна сцена, добра музика, добри рапери, мада мене поише ме интересира европската сцена, како Париз, Цирих, Франкфурт, се поише западна Европа, што има доста балканци таму и доста наши луѓе и се прават феноменални журки, кај што има прилика да се заработат добри пари, не се како вие у Македонија. Стандардот у Европа е подруг и тоа е помотивирачки, да кажеме. Да, ма и музичките стандарди се подруги, конкуренцијата е голема, бара полна со крокодили. Да, бара полна со крокодили, ама кога си упорен и кога знаеш дека го правиш тоа што го знаеш најдобро да го правиш, ќе си дојдат тие 5 минути. Ја така сматрам за себе и сега мислам дека тек ми почнува на најубавото. Така. Со новиот албум што го спремив, со песните, доста се уникатни, сменивме малце фазон, онака сакавме да направиме поише комерцијален стил, да не е толку како првиот да не е хардкор и улица и тоа више им покажавме кои сме и што сме, тоа беше поентата на првиот албум, дека да знаат од каде доаѓаме, ама дека не сме застанале таму, сакаме нешто подруго и да видиме како, знаеш, не сум ограничен како артист, сакам да пробувам да експериментирам и добро ми иде, имам добри продуценти со кои што соработувам, ме тераат да бидам нешто што не сум бил никад. Може и труби армоники да очекуваме у некој. Па може, зашто да не, некоја соработка со трубачки оркестар, зашто не, тоа сепак е дел од нашата култура, да речеме, од Балкан, да. Така. Лани преклани кога беше, сум заборавил, имаше една, пак те смеша со политиката, имаше еден интересен фабрикуван конфликт. Беше во прашање, ти се разбира и лидерот на политичката партија Левица. Именно осамна на социјалните мрежи, како се вели, постови во кои под еден од твоите спотови вели вака еден коментар. Гласајте за мене и не знам како беше, чекај, мислам дека негде запишав како го досlovце кажа тој, гласајте за Левица и ќе го тргнам овој нееволуиран Homo sapiens од YouTube, па и од планетава Земја ако дојдам на власт, за доброто на Македонија. И под него слика и подпис Димитар Апасиев, лидерот на Левица. Арно ама реагираше и тој и испадна дека е лажен профил. Тоа вајда некој го има коментирано онака као хейт коментар, да речеме, као спам. Испадна лажен профил. Да, лажен профил, али мене не ми смета, ја не обраќам пажња на тоа што луѓето коментираат, секој има право да мисли што сака. Ја уживам у тоа што го правам и
не ми смета, ако на некој не му се свига мојата музика, може слободно да не ја слуша, има право на избор. Почитувам кога некој слуша различна музика, и тоа не ми пречи. Само не почитувам онака да некој да те вреги или да те испонижува без потреба. Ако не ти се свига, дај конструктивна критика, барем, не биди оноа Примитивец. негативец и примитивец, да, буквално. Поготово, ај за обични луѓе нормално, ама за артисти и за некои луѓе што се бават со уметност, тоа е неприфатливо да размислуваат така. Добро. Покрај музиката, ти начина малку спомена, ја ќе кажам, се обиде и имаш воспоставено свој моден бренд, овој Royalty, така ли беше? Да, Royalty Royalty Paris, Paris, да. така. Не знам тоа, не знам каква скапа и ексклузивна гардероба, ама има своја уникатност на известен начин. Планираше ли или тоа вака попатно да влеташ можеби во дизајнерските води, пари се колевка на модата конечно. Да, па планирам секако, мислам, јас сум на еден начин више од тие води. Имаш и промоција, изложба таму има. Да, јас сум на еден начин више од тие води со самото тоа што го имам оформено брендот, што му имам даено уникатно име, го имам заштитено како формално име, правно, трейдмарк, да. Трейдмарк, све значи по стандарди. И правевме исто поп-ап промоција на гардеробата во еден паришки кварт, многу престижен, буржуаски, добро помина, имаше французи што дојдоа што немаат чуено никогаш за марката, што беа заинтересирани, влегоа да гледаат, да си купат, онака да прават муабет, да ги се запознаат побо. Баш добро, убаво помина. Мене тоа ме фасцинираше највише, пошто тие моите луѓе што знам дека јас сум ги викнал што дошле ради мене, знам дека ќе ме испочитуваат и ќе се тука и ќе кажат добри зборови, али изненадувањето доаѓа од некој што не те познава и е тука и ќе ти каже супер, браво, топ, ми се свига, одлична идеја, продолжи напред. Особено ако се французи. Да, особено ако се случајни минувачи беа, значи во кварт што живеат во зграда поред или улица подоле, значи минат, гледаат, има диџеј, има музика, има бесплатна пијачка, влегуваат, гледаат, одма прашуваат кој е дизајнерот, дај да видиме зошто се вика колекцијата овака, што му е инспирација, како дошло до идеја и така натаму. Така, ќе има ли уште нови парчиња, нови може изложби, нови? Па планирам да имам, а сега моментално сум посветен поише на музиката. Таа колекција што извадив спортската, имам колекции што не ми се извадени, имам и луксузни и различни парчиња, али мислам дека уште не е момент, а и некако не можам се тоа најнаш да го, знаеш, од аспект на време, на... Инаку во Скопје трае модната недела, Fashion Week имаме, ако не се Да, знаел. знам. Може би еден ден да се појавиш на едно вакво со своји... Зошто да не? Ја би се појавил онака на писта да изрекламирам нечи бренд, пошто имам претходно соработувано со Мики Црнокрак и со сите, значи манекенски афинитети. Па добро, имам ја онаа или знаење умење. И знаење умење, и тоа ме интересира. Ете сега ќе спомнам на пример. Као Кет Воко на мачор на писта. Да. Па тоа е дел од шоу бизнисот, знаеш. Ако се осеќаш удобно да го правиш тоа, зашто не? Јас сакам мода, сакам се што е поврзано со шоу бизнис, со моделство, со манекенство, тоа е дел од таа работа сепак. И сега, например, да спомнам, у Париз имав чест да бидам дел и од снимање на филм. Го давав мојот глас за една серија на Канал Плюс, што сега е више пуштена она да се емитува по телевизија. Еден мој другар ме викна случајно. На француски зборуваш или на... Не, на српски, на балкански. Да, имаше една сцена кај што им требаа балканци и многу мои другари беа, значи, она викнати на тој кастинг и неколку бевме одбрани и ете, имаше некој што глуме, а некој што даваа само глас. Сепак беше привилегија да бидеш со луѓе режисери, со глумци што се, например, познати од француската сцена и беше интересно, убаво искуство. Од жанрот на... да не од оние жанрови што се на... Не. Што се гледаат повеќе пати кратко. За повозрастни. Да. Не, од тие обична серија, мислам обична серија. Интересна серија, онака со доктори, со некои фазони, баш имаше интересна сцена онаа со балканци и беше онаа, знаеш, у фазонот малце тоа балканското да го покажеме, имаше тука пцуење, тегнење,
пак не е со докторите. Најавтентично, кој ќе друг ако не наш човек. Да, па види, ние сме таков темперамент, знаеш, ние многу не, знаеш, онако ни прескокнеш црвената линија, немаме многу трпеливост, оноа, знаеш, балканците сме такиви, реагираме одма. Затоа ли беше поддржувач и спонзори на првиот YouTube бокс меч во Македонија на минатата година во Джеваир Скај се правеше YouTube бокс меч, не знаев дека и такво нешто постои. Како беше овој младиот YouTube? Да, па Вања Лайф го организираше, добар дечко, онака пријателче ми снимавме испод беше кај мене и на тоа бев поддржувач, или тоа што сакам да поддржувам спортски турнири и спортски активности од различни сфери. Имам поддржувано и племенита вештина. Да, не, имам поддржувано и фудбалски екипи и кошаркарски турнири и секато онака кога сум можел сум помогнал, зашто не. Сум направил некое добро дело. Ама не учествуваше ти во... Не учествував ја. Ја у Франција бев. Треба да се чуваш на спорт. Да. Па му викав ја да ми организира, знаеш, за следниот турнир со некои селебрити малце, ако сака да направиме шоу. Така, генерално спомена и тие, маја ќе кажам, на припадниците на овој жанр на музика, рапот, трапот и така натаму, прво кажи ми, што е разлика меѓу рап и трап? Има ли некоја разлика, освен тато напред? Па има разлика, музиката е различна. Али сето тоа се базира пак на едно, значи рапот е основа и база, а трапот е нешто што е еволуирано. Изведено од него. Еволуирано у друг правец. Така, од една религија која ќе излезат секти. Па, може да се каже, затоа што, например, рапот поише се базира на бунтовност и на оригиналност, а трапот како музика е поише онака, да не кажеме, изфейкирано све и, знаеш, напумпано некако вештачки. Али од комерцијален аспект не мора да значи, има, знаеш, некои сваќаат рап е само тоа што е класика, old school, boom bap што го правеле 80-тите, 70-тите. Ја, например, не се сложувам со тоа. Можеш ти да правиш рап и на побрз инструментал, на подруг стил, што некои ќе го речат ова не е рап, ова е као срање, не е тоа оригиналното, али ја, например, не се согласувам со тоа, затоа што има артисти што го земаат новиот звук, а пак се аутентични и звучат и како рап, ако и користат и аутотюн и сите тие нови сегменти што ги пропозираат технологијата и музиката, и сматам дека треба да се оди у тој правец, да се еволуира, пошто, знаеш, да не останеш таму кај што си basic, знаеш. Так. Тоа е моје мислење лично. Така, ама многу ми забележуваат дека во видеата и особено во лириката, во текстовите, дека преовладува многу насилство и многу експлицитни сцени, секс и така натаму. Мислиш ли дека рапот без тоа не може, дека тоа му е есенција некаква, или сметаш дека е тоа само одредено крило, одредена фаза, одреден жанр, дека има може рап и без вулгаризми, без псовки, без не знам што се во него, без толку голотија по експлицитна во идејата, без насилство. Да, те сваќам што сакаш да кажеш. Мислам дека може, рапот е жанр кај што можеш ти да направиш онаа песна, зависи од темата, можеш и љубовна, можеш и социјална, и политичка, и револуционерна, и секаква, зависи од артистот каков стил има. Ја како сваќам, значи сите артисти си презентираат нешто што они го доживеале или што не го доживеале, што сакаат да го доживеат тек у животот, во некој правец кој што сакаат да ја носат својата музика. Али, например, не поддржувам прича што нема подлога и што нема, знаеш, онаа база. Туку така нафрлани. Да, не можеш туку така да дојдеш сега и да кажуваш за, не знам, за насилство, за улица, за криминал, за ова, за она, ако не си бил таму или ако не си имал некој што е таму, близок пријател за некој да му посветиш, да кажеш, да ја раскажеш таа приказна, што има многу, има денеска, не знам, да не е секој втор, ама секој трет пробувал да биде рапер, да биде у тој фазон као, не знам, крими и така натаму, што ја не поддржавам, например. Да. Кога спомна да си бил таму или да раскажеш приказна на некој кој бил таму, ти паднало ли на ум некогаш да раскажеш
вашата семејна, животна приказната на Беровскиот Рамбо на татко ти, низ песна. Па Може да, би ми паднало. Мислам, ја имам раскажано у албумот Infinity Безсмртен има една песна. Така темата. Баш таа песна е таа што Посветена. два Бона ја имаат исто направено. И мене А таа тоа е песна... спорната трака. Да, мене таа песна ми е носечка песна на албумот. Значи албумот ми се вика Infinity, посветен е за татко ми. Песната се вика Безсмртен, затоа што сматрам дека татко ми со тоа што го направил он е безсмртен, неговото дело ќе се памти за секогаш. Так. Добро, кон крајот на минатата година споменавме, го промовираше Евровизија. Едно видео беше тогаш промовиран, Go Fest. Да, Go Fest. Тоа беше тоа. И вети некако дека ќе продолжи со ваквото и еве деновиве се снима и втор спот, така ли? Ова прилика што си во Македонија искористи, кај снимавме. Така. Фактички ова е трет спот, пошто еден снимавме во Париз со еден италијанец, тоест македонец, само во Италија живее. Он рапува на италијански, сега и на македонски. Со него имам соработка направена и беше у Париз, снимавме еден спот, песна за се вика Du Milano a Paris, као од Милано до Париз. И со него имаме добра онака соработка, добра визија, ми се свија како човек, каков е, знаеш, добро се споивме и таа песна исто треба спотот да излезе сега за брзо. А деноиве снимавме у Охрид нов спот за една песна од албумот, комерцијална, малку фазон балада, љубовна, што треба да излезе сега пред лето. И ќе продолжиме уште да снимаме. Ова е сега тек, како да кажем, на почетокот сме. Сакам да направам поише спотови за тој албум, пошто сматрам дека е квалитетен. Сакам да видам кои песни највише ќе одекнат, кои ќе се слушаат, кои помалце, кои повише, за да видам публиката што очекува од мене, у кој правец да ја носам кариерата и албумот и сите други следни проекти што ќе ги правам. Пошто имав различни проекти, значи имаше и малце по-хардкор и по-комерцијално и поп вакво ефекти, рефрени, значи моменти. Експериментиравме малце да видиме онака. Евровизија ти се вика албумот, би пеел ли на Евровизија? Па немам некоја амбиција, искрено немам размислувано за тоа, пошто не знам, Евровизија ми е моментално нешто што е без везе, промовираат некои не окей вредности, не би се појавил таму со тие луѓе, пошто јас сум некој што онака имам некои традиционални вредности, сакам, верувам у Бог и некои такви работи што не можам да влезам у тие убедувања и знаеш, тоа е више некој next level на маркетинг и на шоу, што мислам дека и тие артисти што се таму не го презентираат тоа што го сакаат, него тоа што некој им го дал како агенда да го спроведат за ние да го гледаме. Значи Евровизија е све само не музички надпревар. Да, Евровизија е за мене политички надпревар, едноставно си политички не се. Не само политика, виж многу други работи. Да, политика и со етика, праќање на порака, со не знам типови на сексуалност, па и перверзија, ако сакаш. Да, па. Некој ја нарече перверзовизија. Перверзовизија, па имаат право за тоа што секакви се појавуваат, само не нормални ликови, мислам. Ја кога сум гледал Евровизија во времето на Тоше Проевски, со овие Евровизии денеска што се емитуваат, нема ни една допирна точка. Тоаш беше клише да испане некој таков да пее, пак беше реномиран, имаше добри музичари и од регионот и од цела Европа. Сега мислам дека е тотално има изгубено кредибилитет као манифестација. Да, праќаат небитно кој е само некој што е послушен и што ќе прави тоа што ќе му кажат. Так. Песните од поточно од Infinity се појавија и на Носач на звук, ама овие од Евровизија ја не добив или не видов CD, ги има само на овие што се, како се вели, каналите на Spotify, на не знам. Да, па уште немам направено CD-ња. Сакам да направам здраве. Луѓето и плочи прават, знаеш дека се ретрото е у мода. Да, па можеби плочите се повеќе си се враќаат. Можеби плочи би направил, јас сакам ретро, сакам онака old school ствари. Тоа ме привлекува, например. И зашто не би направил плочи и CD-ња, уште не сум стасан до тој момент, пошто сакам да направам уште спотови, имам некои бонус траки, можеби ќе дојде момент да направим и делукс верзија од Евровизија со
да вметнеме уште артисти у некои песни со работки, така да албумот е се уште тука, сакам да го држам у хајп, да не биде као Старво извади албум и готово се забори, него тој квалитет да го свртим, пошто верувам дека има потенцијал албумот да биде чуен и да биде виден. Има ли потенцијал у тебе за настапи низ Македонија, може би летове доаѓаат и разни манифестации, па конечно доаѓаат и локални избори, ќе се пее по плоштади, ќе се пее по иако после Кочани и катастрофата се поизвестно е дека естрадата е, да не речам на апарати, што ви рекле, во кома, ама верувам дека ќе се врати со како доаѓа летото. Имаш ли некој план, некој нешто кажал, понудил? Има планови, секако, али тоа зависи од како ќе се изигра дил, финансиски аспект, дали ќе биде рентабилно за нас. Еба ја у Париз живеам и не можам, знаеш, да дојдам тука и ми имаат нудено за некои цени што извини, не е тоа со подценување, ама не можам јас за тие пари да дојдам да пеам. Авионскиот билет не може да си го плати. Да, реално, значи ќе бидам у загуба. Океј, да сум тука и да живеам тука, можеби да и не, затоа што треба артистите поише да се ценат. Не може странците да ги плаќаат 10 пати поскупо, а македонците да бидат деградирани, да бидат као он го знам ја каков беше, го знам од тука, го знам од таму. Гледај сега што прави човекот и што креира и колку има уложено у тој стил, у музика и у тоа што го прави. У проектите со еден. Да, и мислам дека сме малце скептични, знаеш, кај нас се гледа, чекаат да успееш за да те викнат. Фалат менаџери, фалат луѓе што ќе го покренат тој шоу бизнис за да биде функционален. Некако превише се затворени, менаџерите си се со своји артисти, не промовираат други артисти, као да се уплашени да не им го земеш лебот, да ова, да она, а не сваќаат уствари ако се изгради појака сцена дека ќе има поише пари за сите и ќе има соработки, барем ја така гледам, да бидеме отворени, знаеш, ако правиме соработки, ако имаме ниво на отвореност, да сме отворени, да сме колаборативни, да се поддржуваме поише едно друго, значи сцената може да се изгради на поек левел и автоматски да има поише побарувачка, значи ако се чуе за некој таму, може и за мене поише да се чуе и за него, да ги споиме нашите публики, да направиме на јака цврста сцена, знаеш, се зборам поточно за во рап сцената. Али гледам дека и другата музички жанрови не се нешто и има што прават соработки, или онака се, знаеш, као да се поише од затворен тип, не сакаат луѓето да експериментираат, да видат, да пробаат нешто ново. Така. Сосема за крај, последното прашање. Дали би се вратил и ако би се вратил, што би правил во Македонија? Па зборувам за секогаш. Да, би се вратил. Не сега одма, али некогаш би се вратил сигурно за тоа што си ја сакам Македонија. И не знам, вајда би се бавил со тоа што се бавам сега. Би правил музика, би пуштал, би бил диџеј и сигурно би правил некој друг бизнис, пошто сум таков, сакам да размислувам, работам, ме интересира да стварам, да градам, да правам, така да имам многу идеи што може да некогаш ќе ги реализирам, некогаш не, али сакам да се испробувам, не сум никогаш само на едно, увек имам и план Б и, знаеш, таков сум динамичен, сакам да бидам креативен и да бидам hard worker. Ванчо Пашаревски, Старвој, мерси боку, што беше гостин во Ништо лично. Мерси, мисио, фала ти многу за поканата, мислам дека топ поминав. Јас се надевам дека го фативме на све што прочештовме некаква твоја кариера. Има до душа и работи кои се уште за чешлање, ама има и следни прилики, така ли? Со задоволство ми беше мило. Ти благодарам уште еднаш, ви благодарам, драги мои, вам што одвоивте време и вечера да бидете или денес, зависи во кое доба го гледате ова наше интернет ток шоу насловено Ништо лично. А верувам дека и денес кажавме, откривме, покажавме, сондиравме, не знам што веќе направивме, многу работи и многу нешта. Впрочем, ништо слично, знаете дека нема на никаде на друго место како овде во Ништо лично. А во Ништо лично, покрај нашиот ексклузивен гостин од Париз, денес со вас беше вообичаено вашиот домаќин Антонио Димитриевски. Бидете тука, бидете така. Се гледаме следната седмица. Чао!